Трендот на поставување фитнес зони низ општините во Скопје продолжува во општина Газибаба. Денеска градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, заедно со директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски, го означија почетокот на изградбата на фитнес зоната во парк Шумата Газибаба во Железара. Реквизитите кои ќе бидат поставени ќе бидат прилагодени за секоја возраст, а дел од нив ќе бидат и адаптирани за лица со хендикеп. Фитнес зоната ќе се простира на површина од 200 метри квадратни. Овие реквизити ќе бидат наменети за сите возрасти и жители, а дел од нив се адаптирани за лица со посебен хендикеп. Целта е граѓаните во својата близина да добијат место наменето за спорт и рекреација, и тоа во природа, во паркот Шумата, која ќе представува природно богатство на општината, а бенефит на граѓаните. На овој начин, ова парк Шума ќе ја доближиме до граѓаните, да биде што подостапна за нив. Во наредниот период ќе биде поставена и друга опрема за одмор и рекреација, ќе биде проширена постоечката патека, која ќе бидат и осветлени со цел парк Шумата Газибаба да стане заедничко спортско катче. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски потенцира дека искористеноста на фитнес зоните е на максимално ниво, што представува мотивација за поставување на дополнителни фитнес зони и во останатите општини во Скопје. Следна општина каде што граѓаните ќе можат да се рекреираат на отворено ќе биде Кисела Вода. Оваа фитнес зона ќе биде составена со 9 справи, од кои што една ќе биде за лица со посебни потреби. Досега изградивме неколку фитнес зони, со задоволство можам да констатирам дека искористеноста е до максимум. Поточно јас при моето рекреирање на кеот на реката Вардар, често пати гледам дека многу луѓе активно го практикуваат, односно активно ја користат оваа фитнес зона. Следната фитнес зона што ќе се изгради е во Чаир, веќе е започната и секако во Кисела Вода.